Здраво, добре дојдовте назад, благодарам, приклучивте лекција 2. Придобивки користење вештачка интелигенција социјални медиуми. Вештачката интелигенција целосно го промени начинот на кој бизнисите пристапуваат кон дигиталниот маркетинг. Преку машинско учење, автоматизација и анализа на податоци во реално време, вештачката интелигенција го менува од тоа како комуницираме со публиката до тоа како носиме одлуки како маркетери. Но, колку и да е моќна вештачката интелигенција, таа не е без ограничување. Во оваа лекција ќе ги истражиме и предностите и проблемите поврзани со вештачката интелигенција, а потоа ќе разгледаме подетално како таа влијае на различните улоги во компанијата за дигитален маркетинг, графички дизајн, човечки ресурси, продажба, аналитика и програмирање. Да почнеме со разгледување на општите предности и недостатоци на вештачката интелигенција во маркетингот. Предности и недостатоци на вештачката интелигенција во дигиталниот маркетинг. Предности. 1. Напредна анализа на податоци. Вештачката интелигенција може да анализира големи збирки податоци во реално време, забележувајќи образци, трендови и корелации што луѓето би можеле да ги пропуштат. Ова значи подобра сегментација, подлабоки увиди за публиката и одлуки базирани на податоци. 2. Персонализација на голем обем. Вештачката интелигенција може да прилагоди содржина, пораки и понуди за секој корисник врз основа на неговото однесување и преференции, создавајќи високо персонализирани искуства што ја зголемуваат ангажираноста и конверзијата. 3. Автоматизација на задачи. Од објавување на социјални мрежи до одговори на клиенти, па дури и генерирање содржина, вештачката интелигенција се справува со повторливи задачи, ослободувајќи време за стратегија и креативност. 4. Оптимизација на реклами, ви ги прилагодува таргетирањето и понудите во реално време за да го подобри поставувањето на рекламите, да ги намали трошоците и да го зголеми повратот на инвестицијата во рекламирање. Недостатоци 1. Недостаток на човечка интуиција, ви е логична, а не емотивна. Не може целосно да ја замени човечката креативност или инстинктот, особено кога станува збор за гласот на брендот или пораките. 2. Ризик од пристрасност. Ако податоците за тренирање се пристрасни, и вашата ви ќе реплицира таа пристрасност. Ова може да доведе до искривени или дури и неетички резултати ако не се управува внимателно. 3. Загриженост за приватноста. Ви има потреба од податоци за да функционира и тоа многу податоци. Маркетерите мора да се снаоѓаат низ ГПР и други регулативи, а при тоа да го зачуваат довербата на клиентите. Придобивки од ви според улога. Графички дизајнери и креатори на содржини. Ајде сега да видиме како ви ја подобрува работата на одредени улоги. Ќе почнеме со графичките дизајнери и креаторите на содржини. 1. Автоматизација на задачи. Виалатките автоматски менуваат димензии на графики, применуваат филтри, отстрануваат позадини и многу повеќе. Ова значително го забрзува процесот на продукција. Поттикнување на креативноста. Алатките за вештачка интелигенција како Midjourney и Magic Design на Canva можат да предложат визуелни стилови, идеи за распоред и шеми на бои, поттикнувајќи нови креативни насоки. 3. Одобрување на сликата. Вештачката интелигенција може да го коригира осветлувањето, да ги исчисти сликите, па дури и да ги отстрани несаканите елементи само со неколку кликања. 4. Генерирање на содржина. Екстуално базираната вештачка интелигенција како чефт може да пишува описи, наслови, кратки описи на производи, па дури и да генерира идеи за визуелна содржина. 5. Оптимизација на публиката. Вештачката интелигенција помага да се прилагодат дизајните за различните демографски групи преку анализа на податоците за ангажираност и прилагодување на креативните елементи за поврзаност. Вештачката интелигенција не ги заменува креативците. Таа им помага да се фокусираат на она во што се најдобри. Креирање. Вештачка интелигенција во човечки ресурси. А што е со тимовите? 1. Паметен регрутирање. Вештачката интелигенција може да скенира ква и LinkedIn профили за побрзо и пообјективно идентификување на најдобрите кандидати. 2. Аналитика за луѓе. Може да користи вештачка интелигенција за анализа на трендови во перформансите, ангажираноста и задржувањето на вработените. Проблеми со рано откривање. 3. Автоматизација на административни задачи. Вештачката интелигенција ги следи присутните лица, менаџерите си заминуваат и ги обработува платите, заштедувајќи часови мануелна работа. 4. Персонализирани планови за развој. Вештачката интелигенција може да ги поврзе вработените со релевантни обуки и кариерни патеки врз основа на податоци за вештини и перформанс.
5. Поддршка од вработените. Четпотовите и виртуелните асистенти можат да обезбедат поддршка 24/7 за прашања на вработените, зголемувајќи го искуството и задоволството. Вештачката интелигенција има возможува на човечките ресурси да се фокусираат повеќе на луѓето, а помалку на документацијата. Вештачката интелигенција во продажбата. Вештачката интелигенција е моќен сојузник за продажните тимови. 1. Подобро генерирање на потенцијални клиенти. Вештачката интелигенција ги идентификува квалификуваните потенцијални клиенти преку анализа на однесувањето, демографијата и податоците за крм. 2. Автоматизација. Од евидентирање на повици до закажување на контакти. Вештачката интелигенција ги автоматизира досадните административни задачи што ги забавуваат циклусите на продажба. 3. Персонализација. Тоа сугерира персонализирани понуди или време за информирање. Врз основа на историјата на клиентите и однесувањето при купување. 4. Интелигенција за цени. Вештачката интелигенција може да анализира пазарни податоци за да препорача стратегии за цени или да истакне идеални преговарачки прозорци. 5. Вештачката интелигенција ги предвидува идните трендови на продажба со извонредна точност, давајќи им на тимовите увиди што им се потребни за да ги остварат целите. Продавачите можат да поминат повеќе време градејќи односи, додека вештачката интелигенција се грижи за задниот дел. А и за аналитичари и програмери. За аналитичарите, вештачката интелигенција ја автоматизира обработка на податоци, етл извештај. Детектира шеми што луѓето ги пропуштаат, што е одлично за сегментација или анализа на кампањи. Предвидувачката аналитика им помага на аналитичарите да ги предвидат трендовите. Вештачката интелигенција идентификува аномалии, како што се измами или ненадејни падови на сообраќајот, во реално време. За програмерите, вештачката интелигенција автоматски генерира код, ине тестови и открива грешки. Асистентите за кодирање како GitHub Copilot ја зголемуваат продуктивноста. Алатките со вештачка интелигенција помагаат кодот преку детекција на закани. Таа овозможува побрзо донесување одлуки за архитектури и алгоритми. Двете улоги имаат корист од брзината, прецизноста и автоматизацијата на вештачката интелигенција. Крстени придобивки од вештачката интелигенција во маркетинг тимовите. Ни секоја улога се издвојуваат 3 основни придобивки. 1. Автоматизација на задачи. Ослободување на професионалците од повторувачка работа за да можат да се фокусираат на иновации и стратегија. 2. Брзина. Вештачката интелигенција работи во реално време. Побрза анализа, побрза креативна итерација, побрз одговор на пазарните трендови. 3. Поддршка при донесување одлуки. Вештачката интелигенција нуди увиди, а не предпоставки. Го подкрепува вашиот следен потек со докази, а не со предпоставки. Сепак, често се поставува прашањето дали вештачката интелигенција ќе замени. Не. Вештачката интелигенција е алатка, а не замена. Тоа им овозможува на луѓето подобро да ја вршат својата работа, а не да ги прави застарени. Заклучни мисли и поттик за размислување. Додека ја завршуваме оваа лекција, запрашајте се, со оглед на придобивките, дали вештачката интелигенција пријател или закана за вашата професија. Видовме како вештачката интелигенција помага маркетерите, дизајнерите, аналитичарите и ЧР. Па што е со твојата улога? Мини задача, напишете 3 начини вештачката интелигенција ја подобри секојдневна работа. Кој алат пробате? Која задача би автоматизирале? Кое сознание би сакале да го добиете? Во нашата следна лекција, практично ќе ги истражиме социјалните медиуми и нивните алгоритми. Ви благодариме што гледавте и продолжете да го истражувате иднината на маркетингот со вештачка интелигенција.